зборуваме генерално за образование, мислиме на формалното образование, кое што се одвива во образовни институции, каде што се следи успехот на ученикот и на крајот за постигнатиот успех му се издава сертификат во вид на свидетелство или диплома. Но сепак времето во кое што живееме и динамиката која што ја наметнува истото налага потреба од дополнителни знаења преку различни форми на неформално образование. За значењето на неформалното образование во отпочнувањето на кариера во IT индустријата, наредниве минути разговараме со Фросина Зафировска. Добро утро, Фросина. Добро утро. И добре дојдовте во утринската програма. Благодарам. Го споменавме на формално образование кое што генерално нуди теоретска основа, но практичната не секое училиште ја дава. Тука на сцена доаѓа неформалното и знаењето кое што тоа може да ги понуди. Така е. Јас најпрво нешто малку вие одлично започнавте објаснувајќи го нели теоретско, односно формалното образование и нудењето на теоретската рамка, која најчесто се случува преку формалните институции, училиштата, факултетите, универзитетите и така натаму, но неформалното образование е помалку структурирано, може да има различни форми, од друга страна е многу повеќе високо мотивирано од оние кои што го учат и значајно е што има различни форми. Барем денес во оваа ера во која што живееме, тоа може да бидат различни видеа, туторијали, различни материјали, но тоа може да биде и малку поструктурирано преку различни неформални, нели, односно институции кои што нудат неформална едукација или така наречени академии. Вие сте дел од тоа неформално образование, каде што доаѓаат млади кои што сакаат да стекнат знаење плюс за работа во IT сектор. Така е. Колкав е интересот? Како функционира овој? Интересот е огромен, навистина е голем, не само заради тоа што младите што од рана возраст се нели со сите тие дигитални алатки во рацете, многу добро и умешно знаат да ги користат и да функционираат, но од друга страна и атрактивноста на самата професија е на високо ниво и тоа не е само од сега, веќе поодамна. Па во таа насока нели нудењето на една поразлична форма, ако можам да кажам, во ова IT дигитална џунгла во која што живееме, мислам дека малку поструктуриран пат на стекнување на знаењето го нудат академиите, нудејќи водич за преживување во рамки на кои што преку искусни ментори се пренесува знаењето на поструктуриран начин, но многу позначајно се нудат многу повеќе практични проекти, практични примери преку кои што може да настане една убава синергија на теоријата со праксата. Бидејќи теоријата можеме нели да ја гледаме како еве една нели или влегувањето на работната сила наоружени со дипломи на пазарот на труд, можеме да го гледаме како една добро изградена куќа, но празна без мебел. Мебелот практично е практичното знаење кое што е потребно за да може да имаме една добра синергија помеѓу теоријата и праксата. Кој сте може да биде кандидат за неформално образование и знаења за работа во IT сектор? Првиот предуслов, јас би кажала, вака генерално е оној кој што сака да учи. Денес без оглед, јас би рекла, не само во IT индустријата, во секоја една индустрија, основниот минимум е континуирано учење. Учењето би кажала дури започнува со крајот на формалното образование. Тоа треба постојано да трае, да се надградува и тоа е еден процес кој што никогаш не треба да престане, а особено во оваа индустрија каде што IT секторот клучно е да го гледаме како еден калеидоскоп во рамки на кои што имаме разновидни технологии, рамки и методологии кои што постојано се менуваат и важно е како прв предуслов желбата за континуирано учење. Кога зборуваме за академија како една нели форма на неформално образование, тука е важно да речеме конкретно еве во нашата познавањето на англискиот јазик. Но не само за академија, за да може да се работи во оваа индустрија, познавањето на англиски јазик исто така е многу важен фактор покрај нели мотивацијата, покрај желбата за учење и тоа е нешто што е многу важно. Тоа може да бидат нели луѓе кои што сакаат да го продолжат образованието, да речеме посредно завршување на средно образование, да продолжат со градење на својата кариера преку академија,
може да бидат оние кои што сакаат да направат промена во рамки на својата професија, која што ја градат во една индустрија, што е во светски рамки е многу нормално по известен период да настане едно така наречено кариерно заситување и да луѓето сакаат нешто ново, а впрочем и да дадат додадена вредност преку претходното знаење и искуство што го имаат во новата професија. Велите, суштината е да сакаат младите да учат. На оваа тема зборувавме изминати вече 30 минути во Македонија наутро и сите наши соговорници кои што се вклучени во формалното образование споменаа дека тешко ги мотивираме младите да учат, токму затоа ни требаат промени во образовниот систем. Сакаат ли младите да стекнуваат дополнителни знаења, да бидат дел од неформалното образование? Видете, јас не би одела со генерализација, мислам дека имам различни, тој се многу индивидуални приказни кога станува збор за младите, но би рекла дека да, постојат многу млади кои што сакаат да учат, сакаат да напредуваат и едноставно мотивацијата сметам дека би имало голема промена во мотивацијата кога многу повеќе и формалното знаење ќе го направиме попрактично, поопипливо. Повеќе ќе имаме значени примери. Децата, младите ќе можат да направат добра корелација, поврзување на она што е теоретска основа и дефиниција со истото тоа знаење во пракса и само на тој начин мотивацијата ќе можеме постојано да ја креваме. Многу е важно да наоѓаме постојано во процесот на учење практична примена на она што е теоретска рамка. Јас би рекла дека можеме да ја гледаме синергијата помеѓу формалното и неформалното образование како трансформација на еден професионален пейзаж во живописната писерија, каде што рамката ја дава теоријата, но текстурата, боите, нијансите се практичните примери, симулации, реалните проекти, сето она што го дава праксата. И за сите оние кои сакаат знаење и доаѓаат кај вас да ги стекнат истите, има ли место на македонскиот пазар на труд за нив или и тие ги праќаме во странство? Какви се искуствата? Искуствата се следни. Оваа индустрија од поодамна, но засилено по ковидот, веќе одамна не функционира преку географските одредници на самата држава. Отворени се компаниите кон глобалните пазари, па така и луѓето кои што работат во оваа индустрија, на начин на што работат од дома, флексибилноста на самата професија дава една додадена вредност и зошто е атрактивна толку професијата, но јас би рекла дека и тука имаме компании, има институции каде што може да го применат знаење, особено вработените во IT секторот, особено оние кои што се успешни, кои што ја прават таа синергија на теоретско и практично знаење, но и истите тие може да работат глобално за светски познати компании, клиенти и така натаму. Не оваа професија лимитирана толку на географските одредници. Се надевам дека им дадовме идеја плюс за сите оние кои што ја сакаат IT индустријата, па се размислуваат како и каде да стекнат дополнително знаење. Благодарам за гостувањето во Македонија. Благодарам и вам.